председателе, почитуван главен државен ревизор, почитувани представници од Државниот завод за ревизија, почитувани колеги пратеници. Не би рекла дека ми представува задоволство што дискутираме на оваа тема, бидејќи ќе се согласиме дека е најгорливата можеби тема за секоја држава кога се работи за одливот на млади мозоци. Не е тема која што е засегната само нашата држава, тука морам да истакнам дека со овој проблем се соочуваат и сите земји во регионот. За жал, очигледно е дека треба да поработиме многу сериозно на оваа тема, бидејќи очигледно е дека земјите од кои што се членки на Европската унија некаде се многу далеку понапред пред нас во делот на остварување на политики кои што значат подобар живот на младите во сопствената матична држава. Јас би рекла дека не е ова проблем кој што се решава преку ноќ точно, но со една добро поставена стратегија и со ставање пред се на фокус на младите и на младинските политики, како на владата, така парламентот и на сите институции кои што се засегнати во државата, мислам дека значаен чекор може да се направи во оваа држава. Детално го разгледав извештајот на Државниот завод за ревизија, особено оној дел ме тангираше каде што очигледно дека значително се намалува бројот на запишани на завршени студенти, но она кое што сакам во овој дел да го потенцираме дека следејќи ги анкетите кои што ги истакнуваат овие млади луѓе кои што се запишуваат на некои од факултетите, посебно за оваа школска година, истакнуваат при запишувањето на факултетот дека сакаат да останат во својата држава по завршувањето на факултетот и дека бараат на некој начин од државата да направи политики кои што ќе ги задржат по завршувањето на студиите. Можеме тука да се согласиме дека еве и од анкетите кои што ги проследуваме дека на почетокот од студиите младите истакнуваат дека сакаат да останат во својата држава, но на крајот посебно од последната академска година, тие веќе размислуваат да ја напуштат државата или веќе по завршувањето на студиите веќе заминуваат во некоја од државите членки на Европската унија или во Соединетите американски држави. Сега тука сакам да наметнам едно прашање, што е тоа што на крајот од академската година овие млади луѓе ги одвраќа од сопствената држава. Тоа е циклус од некои си 3-4 години горе-доле и на некој начин за тие 3-4 години да го промени мислењето на младите луѓе за да ја напуштат сопствената држава. Од следењето на повеќе релевантни институции кои што го мерат мислењето на овие млади луѓе, тие пред се истакнува дека навистина голем проблем има квалитетот во образованието. Не е само тоа докажано преку нивното нели мислење, тука докажуваат и оние нели податоци каде што гледаме дека нашите универзитети не се наоѓаат веќе ни на Шангајската листа, што е всушност и мерило за квалитетот на нашите универзитети, така што овој дел го сметам за особено значаен, бидејќи она која што значи квалитет во текот на студиите, значи на крајот од денот и дали овие млади кадри се спремни да влезат на пазарот на трудот. А тоа е всушност и суштината на некој начин на живеењето на младите луѓе во Македонија, бидејќи по завршувањето на студиите треба да останат овде, да основаат семејство, да имаат екзистенцијални услови за живот, да имаат квалитетен живот и така натаму, така што верувам дека особен фокус пред се за одливот на млади кадри треба да ставиме и на делот на квалитет на образованието, бидејќи јас навистина жалам кога некој ќе ги потцени младите и ќе каже дека не се заинтересирани околу образованието, дали е квалитетно или не, бидејќи во јавноста некако имам чувство дека се создава дека младите се недоволно заинтересирани околу својот образовен процес. Напротив, сакам да потенцирам дека оние млади луѓе кои што се решиле на високо образование во нашава држава потенцираат на тоа дека ни е значително потребно квалитетно високо
образование. Понатаму морам да ја истакнам наредната компонента, а тоа е дигитализацијата во нашата држава, нешто што значително недостасува особено во високото образование на нашите универзитети. Најголем дел од универзитетите по информациите со кои што располагам немаат целосна дигитализација. Ова го велам од причина што веќе трендовите во Европската унија се навистина на напредно ниво, тие не постојат само на универзитетите, туку и во студентските домови, во кафулињата кои што на некој начин се еден хаб каде што ја изучуваат материјата за време на испитите, каде што се дружат, така што значаен сегмент во овој дел мислам дека треба да се стави на дигитализацијата. Ме радува што оваа влада доби ресорно министерство кое што ќе се занимава токму со дигитализацијата, бидејќи еден од главните компоненти на извештајот на Европската комисија беше токму и недостатокот во напредувањето во делот на дигитализацијата. Во контекст, посебно ја споменувам дигитализацијата, бидејќи имаат полесен ресурс за изучување на оние материи кои што им се потребни на студентите во текот на изучување, бидејќи сметам дека треба да бидат во чекор со студентите од Европската унија за да бидат конкурентни на крајот од денот заедно со останатите студенти кои што се дел нели од државите членки на Европската унија. Понатаму морам да ја истакнам важноста на поттикнување на млади научници, бидејќи високото образование не значи само 4 или 3 годишно изучување на студиите. Тука исто така морам да потенцирам дека ме радува фактот што владата ветува дека ќе ставиме посебен фокус на поттикнување на научни трудови, така што можеби на некој начин ова би придонело овие млади кадри да се занимаваат на вистина со наука, а не со некоја друга професија која што им е на некој начин по-привлечна, бидејќи во моментот им носи поголема заработувачка. Навистина е жално што студент на одреден ресор се решава во текот на студиите или по студиите да продолжи да работи некаде нешто што не е поврзано со нивните студии, така што ценам дека мора да ги задржиме овие млади кадри кои што се решиле да бидат професионалци во одредена област, да продолжат да ја развиваат науката токму во таа одредена област. И она која што на крајот можеби како најважно сакам да го потенцираме како по мое некое собствено мислење, како одговор на прашањето што треба да направиме за да ги задржиме во овие 3 години додека студираат младите луѓе во текот на своите студии, тоа е вклучувањето на младите на пазарот на трудот додека студираат. Очигледно е дека на крајот од академската година или по завршувањето веќе тие ја напуштаат својата држава, така што еве ќе ги охрабрам и колегите пратеници да почнеме да размислуваме можеби за решение кое што ќе значи младите луѓе во текот на студиите веќе да истапат на пазарот на трудот. Дали тоа ќе се работи за задолжителна пракса или некоја можност која што ќе возможи вработување во текот на студиите, но во рамките на нивната професионална можност, професионална дејност, би значала на крајот од денот можеби останување во својата држава и занимавање токму на овие млади лица во делот на својата професионализација, бидејќи факт е дека во овој дел немаме некое си значително помрднување на законските решенија кои што се понудени пред 10 или пред 15 години, каде што всушност во тој дел имавме и голем процент на невработеноста и мислам дека во овој дел треба да размислиме веќе каде што разговараме за дефицит на пазарот на трудот и каде што веќе се разговара нели за увезување на работна сила, овие млади лица да ги вклучиме пред време, пред завршување на своите студии токму на пазарот на трудот, не само што ќе допринесат за економијата на нашата држава, а не за некоја друга држава каде што ќе станат даночни обврзници, туку и ќе допринесе значително за ова кое што го зборуваме денес, а тоа е да го спречиме
колку толку барем одливот на младите мозоци. Се посочи во текот на дискусијата неколку пати примерот со Словенија, ќе го земам исто така за позитивен пример за кога се работи нели за како привлечна нели држава за младите кадри и за високото образование. Не треба ние да измислуваме ајде ќе се изразам топла вода во оваа држава, можеме да земеме еден позитивен пример и во државите кои што ни се блиски и да ги земеме позитивните практики. Веќе имаме и отворен диалог со нашите студенти од Македонија кои што студираат во Словенија, така што и нивната комуникација тука особено би ни значела за да ги подобриме овие политики. Јас ќе ви се заблагодарам најнапред на главниот државен ревизор и на сите вработени за целата работа која што ја вршите во нашата држава, бидејќи на крајот од денот ова представува еден патоказ за тоа каде треба да одиме всушност како држава и да се базираме на факти и аргументи кои што ни се потребни во државата. Јас ќе ги замолам еве сите колеги пратеници, особено да поттикнеме некоја реформа и да ставиме фокус на ова прашање, бидејќи факт е дека и ќе се согласиме тука дека нема нешто поважно од тоа младите да не останат во нашава држава. Благодарам.